Во Бања Лука се зголемија тензиите откако полицијата уапси еден човек чии барања за одговорност за смртта на неговиот син потикнаа неколкумесечни антивладени протести. Демонстрациите во Бања Лука продолжија во текот на изминатата ноќ, додека полицијата, опремена за немири, беше распоредена со цел да ги спречи и задржи демонстрантите. Неколку стотици луѓе се собраа во паркот во близина на централниот поштад во градот, но потоа беа принудени да заминат оттаму пошто се собраа пред црквата Христос Спасител. При тоа дојде до блиски средби меѓу демонстрантите и полицијата, која соопшти дека еден нејзин припадник бил повреден. Претходно полицијата соопшти дека го уапсила Давор Драгичевиќ, бидејќи тој не се појавил на сослушување. Давор ги обвинува на високите полициски службеници за прикривање на убиството на неговиот син Давид. Адвокатите на Драгичевиќ велела дека тој бил повреден за време на апсењето, но полицијата го негираше тоа. Во текот на акцијата биле притворени и неколку други лица, меѓу кои и поранештата сопруга на Драгичевиќ, Сузана Радовановиќ и некои опозицијски политичари. За кога радиш? За народ и за мафiju? Jel ovo moje dijete nije vrijedno? Jel nije vrijedno? Pogledaj ga. 21 godinu. Imaš li majku? Jel imaš majku? Uhapšen je Davor, Suzana je ovde stajala, pričala je sa policajcima na njenu izjavu što ne uhapsite i mene, prišao je policajac, uhvatio ispod ruke i rekao sad ćeš da vidiš da možemo i tebe da uhapsimo. Движењето на Драгичевиќ, Правда за Давид, бара информации за смртта на неговиот 21 годишен син Давид Драгичевиќ во март годинава. Полицијата првично соопшти дека е самоубиство, но семејството на момчето и некои активисти инсистираат на тоа дека тој бил убиен. Властите ги негираат обвинувањата. Демонстрациите на движењето привлекоа илјадници луѓе и ги инспирираа граѓаните да протестираат не само поради тоа, туку и поради големата корупција и лошата економска состојба во Босна и Херцеговина. Не дирај! Не дирај!